Почитувани граѓани, денес одлучив да кажам збор 2 за демократијата, запишана во нашата изборна програма, со низ мерки за нејзино зачувување и промовирање на транспарентноста, отчетноста и правната сигурност. Збор кој што го нема во програмата, запишана на нашите политички опоненти од ДПМН, а исто така ни почита кон политичкиот противник. Слушам, секојдневно промовираат дел од мерките во нивната програма и тоа со по неколку пресови на ден. Напишале голем број проекти, ама Битола читам, никаде ја нема. После секој наш прес, излегуваат со контрапрес, скриени зад некои од нивните помали коалициони партнери, навредувајќи и омаловажувајќи ја личноста на нашите кандидати за пратеници, или се кријат зад некое партиско соопштение. Ама од вистината не се бега. Во последните 16 години, од 1998 година до сега, цели 12 години е ДПМН на власт и се уште бараат виновници, наместо да ги решаваат проблемите на граѓаните. Имаа шанса цели 9 години да направат нешто од ветеното. Ветено, неостварено, неколку пати поред. Ветивте ќе ги вработите младите, а тие половината веќе се иселени одовде, кој кон метрополата, кој кон странство. Во првиот мандат ги вработувавте само своите деца. Во вториот мандат роднините. Сега во овој третиот може би некој член партиски ќе дојде на ред. А што да правиме сите ние останати? Друг ваш кандидат за пратеник промовира реконструкција на улици и реконструкција на истите во селата. А дупките во улиците во градот Битола, кога планирате да ги направите? А една од кандидатките говори за образованието. А тоа е во најочајна состојба од секогаш. Учителите и наставниците фрустрирани од обемна администрација, со инспекцијски надзори и казни, ама затоа секојдневно инволвирани во вашата партиска агенда, а учениците уморни од преобемна настава. Ама влезови и кружни текови прават, но со зафати кои траат со месеци, да не речам цела година, не баре метро градот во Битола. Многу малку од програмските ветувања реализираа досега. Битолчани гледаат што се случува со градот, ветено, неостварено. Останува уште хорски да отпеете некој дел од вашата програма, енциклопедија од замислени желби. И се да биде појасно, нашата и Битола и Македонија заслужуваат подобро, заслужуваат шанса за демократија, слобода, просперитет и подобра иднина. Затоа требаат промени. Токму затоа на 27 април заокружете единица. И сосема на крај, почитувани битолчани, ве повикувам утре, среда, во 18 часот, на граѓански собир на председателот на СДСМ Зоран Заев и кандидатот за председател Стево Пендаровски на улица Ленинова спроти партиските простории на СДСМ Битола.